Од понеделник ВМРО ДПМН и Вреди ќе ги делат ресорите. Што би задржал, а што ВМРО ДПМН би препуштил на другите? Имајќи во предвид дека ВМРО ДПМН има 58 пратеници, не верувам и не очекувам да бидем толку галантен како што тоа беше случајот со СДСМ и ДУИ. Што значи дека лидерот и мандатар за состав на идната влада ќе преферира и ќе инсистира клучните реформи како Министерство за клучните ресори како Министерство за надворешни работи, натрешни работи, економија, финанси и уште неколку да бидат предводени од луѓе од ВМРО ДПМН. Предпоставувам дека Вреди ќе добие многу помалку од владиниот колаж за разлика од ДУИ кој што имаше далеку повеќе владини министри, нели днеска број 2 и многу повеќе вице-премиери. Очекувам дека Вреди веројатно ќе го добие спикерското место во собранието и неколку ресори владини. Предпоставувам дека може да бидат Министерството за транспорт и врски, екологија и одбрана. Апсолутниот победник ВМРО ДПМН има комотна позиција која ќе ја искористи, но компромис мора да се направи. Каде тој би се случувал? Во текот на неделата која изминува на ниво на подпредседатели состаници одржаа ВМРО ДПМН и представници од коалицијата Вреди. Иако детали од разговорите нема, Таравари изрази надеж дека до крајот на идната недела владата ќе биде комплетирана. Јас се надевам дека до крајот на идната недела ќе имаме завршен договор со програма на владата и со назначени министерства кој кај ќе биде како министер. Има позитивна атмосфера во работните групи. Ние како председатели на партии сме имале 2 средби. Понатаму интензивно работат работните групи. Се надевам до понеделник ќе излеземе со заедничка програма, а до петок да имаме завршен договор меѓу влени ВМРО ДПМН. Паралелно, лидерот Христијан Мицковски изјави дека ВМРО ДПМН обезбедил 61 рака за новата влада, што јасна порака е до сите партии кои сакаат да влезат во новата власт.